Мартин Еурофан Перистер е 18 надпревари без пораз, практично 3 месеци и за многумина е заборавен оној надпревар против Ним, еден од двата есенски порази. Научена е лекцијата и каков тип на надпревар очекувате во вторник против истиот противник? Па добро, мислам дека не чека тежок надпревар, бидејќи Ним е стварно квалитетна екипа, покажа и низ Европската лига колку уствари имаат они квалитет. Мислам дека ќе биде многу поразличен од тој надпревар во Битола. Мислам дека тоаш ние уште влегувавме во некоја форма, они беа во врвот на нивната игра. Сега мислам дека сепак и малце послабо играат. Имаме време да анализираме. Вчера исто така има и надпревар во Француската лига. Гледаме дека постои шанса, идеме цело време се подобри сме. Се надам дека ќе продолжиме нашата серија. Минатата сезона главниот ичекор за пласман во нокаут фазата беа пролетните надпревари. Овој пат со една одлична задиха Еурофан Перистер пролетва се бори за што е можно подобра позиција. Колку тоа олеснува тој притисок кој што не го чувствувате во таа мера како минатата година кога некои работи мораше да се направат? Па добро, мислам дека заслужено ја имаме таа залиха направено, бидејќи стварно добро игравме при крајот на првата полусезона. Не очекуваат и домашни надпревари од Европската лига после овој надпревар со Ним. Ке целиме на победи на тие надпревари и се надеваме на подобар пласман од минатогодинишниот во групната фаза. За многумина надпреварите од домашното првенство се известни, меѓутоа минатата недела оној тест кој што го имавте со Бутел, претходно и драматичниот финиш во Белград, послужија ли тие драматични надпревари како подготовка за Ним? Па да, тие беа добра подготовка, видовме под притисок како е да се игра. Секако непосакувано беше тоа во Бутел, но сепак густ распоред, од еднаш ни дојда многу надпревари. Може да ќе биде некој начин на разбудување, дека мораме да бидеме уште подобри и дека не смееме да дојде до опуштање.